Децата се жртви најчесто поради лоши семејни односи. Расте бројот на пријави на СОС линијата каде што тие бараат помош. Полугодишниот извештај на детската амбасада Мегаши покажува дека годинава семејниот проблем со институциите го споделиле дури 150 деца, за разлика од 2019 кога нивната бројка била 50 и во 2020 кога пријавиле 115 деца. Најголемиот процент од јануари до сега се јавиле поради кавги на нивните разведени родители, а многумина се пожалиле и на меѓуврсничко, физичко, сексуално и ментално насилство. За време на пандемијата пак се користи можноста главниот старател да му попречи право на видување на вториот родител со неговото дете. И она што загрижува во овој период, првпат ни се јавува да имаме 8 деца кои се грабнати од страна на еден родител, доброволно или не, и тоа се 2% во нашиот извештај, меѓутоа е голем индикатор дека имаме нефункционален систем на постапување по најдобар интерес на детето. Тим од психолози спровеле и онлайн анкета од учениците, родителите и наставниците. Дали децата бараат совети и поддршка преку СОС линијата? Многумина одговориле дека немале потреба. Други пак се срама да разговараат со непознати луѓе за личните проблеми, а голем процент од родителите сметаат дека нивните деца не треба да се јавуваат на СОС линии, туку нивните грижи да ги решат дома. Одговори од типот нема да му користи на детето, дека нема детето никаква потреба од тоа, дека они како родители може да му помогнат за се што треба. Некои од нив велат дека не би ги охрабриле затоа што не слушнале за таков телефон, не знаат дека такво нешто постои, дека проблемите треба да се решаваат во кругот на семејството, се една од почестите одговори на родителите. Загрижува и фактот што голем број на деца пријавуваат непристапност, алармираат од детската амбасада Мегеши. Образованието, здравствената заштита, немање на извод од матична книга на родините се дел од главните проблеми со кои се соочуваат висок процент од децата.